Копаничарството денес во Велес е ретка, но се уште доста ценета уметност. Велешанецот Златко Камчев во работилницата сместена во својот дом, веќе подолго време ја негува оваа уметност. Поради долгогодишниот професионален ангажман во Министерството за внатрешни работи, за Камчев копаничарството е хоби, на кое му посветува доста време и многу љубов. Копаничарството е моја стара љубов. Меѓутоа, од многу околности, што субјективни, поголемиот дел објективни, немав баш онака искрени можности да се занимавам посериозно. Пред се, поради мојот деценијски професионален ангажман, кој што не ми дозволуваше да имам слободно време доволно за да можам да се занимавам со копаничарство, зашто копаничарството, како и остану сите уметности, е сериозна работа и не може да се бави човек со копаничарство 1 до 2 часа во текот на денот. Треба најмалку 5-6 часа во континуитет да би било тоа нешто сериозно. Во својата работилница, Камчев за камерата на Велес ТВ онлайн го прикажи процесот на изработка на една копаница. Најпрво се изготвува скица, односно цртеж, со одредена тематика која што треба да биде предмет на копаницата. Дали е тоа човечки лик, икона, дали е тоа мотив од флората, фауната како традиционалните македонски копаници или резби, како се познати во народот. Потоа се нанесува на приготвено парче дрво, најчесто орев, и потоа се преминува на обработка, односно копање на дрвото. Ова што сега го имам пред себе представува мотив од флората и фауната, и бидејќи се работи за подкопана длабока резба, ова во континуитет, доколку се работи по неколку часови на ден, е потребно отприлика 1 месец. Според Камчев, во Македонија се ценат копаничарските дела. Финансиите се најчесто пречка за нивен поголем пласман на уметничкиот пазар. Финансиски не може да кореспондира со вложениот труд, бидејќи она што представува вистинска уметност, овдека за жал во Македонија нашиот народ нема можност, со исклучок на честни поединци, да го има во својот дом. Па тоа би било отприлика некако на етапи или стихино, бар моето искуство како кажува, во одреден период се бараат иконите, во друг период другите мотиви, флора, фауна и така натаму, така да според она што значи и економска моќ, финансиска моќ на нарачателот, така и се пласира понудата. Генерално, македонскиот народ себе си се смета за побожен. Мислам дека пред се поголем интерес има кај иконите. Секоја копаница е приказна сама за себе, вели Камчев, и не може да се одлучи кој вид е потежок за изработка. Копаничарството пак како занаед во Велес во моментот го некуваат уште неколкумина, но има интерес и кај помладите генерации за изучување на овој стар занаед. За среќа, имам еден мој колега и по професија и по хоби, ќе го спомнам, Горан Бошковски, исклучително талентиран копаничар. Гледам веќе оти кај него пројавили интерес веќе 1 или 2 лица да го научат занаетот кој што е древен од новија простори. Не би рекол дека само просторот е, куповниот простор е причината. Малку покомплексен е, посериозен проблемот зошто копаничарството не е на она ниво што некогаш било. Македонија позната по копаничарството. Тука пред се можам да кажам дека копаничарството е се уште во длабока анонимност. Не се изнајдени правите патишта на маркетиншки настап према интересентите, па дури и према оние кои што сакаат да се занимаваат со копаничарство, и мислам дека многу малку се полага на
тоа да се копаничарството изнесе од таа анонимност. Икони, куќни иконостаси, розети, флора и фауна се само дел од изработките на Камчев, кој работи на тематики по желба. Се надева дека во блиска иднина ќе изработи доволно копаници, кои ќе може и преку изложба да ги представи пред Велешани, но и по широката јавност.